Се селиме во Лондон, таму е нашата Жанета Скерлев. Жанета, добро утро. Добро утро. Вчера си легнавме со една вест која што прилично ги изненади сите, а веројатно и британската јавност, дека Борис Џонсон е однесен во болница, наводно според кажувањето на неговиот лични лекари, дека се работи за една предострожност. Меѓутоа, какви се утринскиве информации во врска со здравието на британскиот премиер? И ние синоќа легнавме со таа вест и се разбудивме со непроменети информации дека Борис Џонсон, британскиот премиер, е во болница и токму така како што кажа, после 10 дена симптоми на COVID-19, Борис Џонсон е пренесен во 9 часа по лондонско време во болница по инсистирање на неговиот лекар, кој рекол дека е подобро во болница отколку дома уште да седи. Тој се уште има висока температура, така беше соопштено и нему во болница ќе му бидат направени одредени тестирања за нивото на кислород во крвта и за тоа во каква состојба се неговите внатрешни органи. Оние информации кои се достапни до јавноста се дека нема потреба за грижа, за паника, дека тоа биле рутински тестови. И тоа се тие информации кои за сега ги имаме. Меѓутоа, она што е познато е дека симптомите од COVID-19, за разлика од, например, неговиот министер за здравство Мат Ханкок, кој беше заразен од COVID-19 и оздраве за недела дена, кај Борис Џонсон тоа трае повеќе од 10 дена и еве ситуацијата е каква што е. Во Британија веќе се поведоа расправи, уште синоќа вечерта гледам по разноразни дебатни емисии, особено на радио и на интернет, за тоа кој всушност сега управува со земјата и дали може Борис Џонсон, вака хоспитализиран, да ја води британската влада. Што се за тоа предвидувањата, Жанета, бидејќи не се очекува дека, веројатно не се очекува дека денеска ќе го пуштат од болница? За сега тој инсистира дека тој и од болница ќе продолжи да управува со земјата. Вториот човек кој е министерот Доминик Раб, кој во случај да биде Борис Џонсон онеспособен на некој начин да управува со земјата, дека тој ќе биде тој што ќе раководи со земјата. Меѓутоа, Борис Џонсон инсистираше цело време и покрај тоа што не се појавуваше во јавноста, дека тој учествува во донесувањето на сите одлуки, најбитните одлуки, додека беше во изолација, во карантин, во својот дом, дека преку видео врски учествувал во сите главни одлуки кои се случуваа во земјата, така што и вчерашната вест беше дека тој од болница ќе продолжи да учествува во донесувањето на сите главни одлуки во земјата. Дури ни беше кажано дека тој се слушнал и со кралицата пред таа да ја донесе вчерашната да го одржи вчерашното обраќање до нацијата. Така што станува да видиме. Како помина обраќањето на кралицата? Обраќањето на кралицата беше доста интересно. Тоа не беше обраќање во живо, туку предходно снимка направена. Кралицата веднаш по прогласувањето на епидемијата, на пандемијата, беше префрлена, тоа е добро познат факт, беше префрлена со мерки на безбедност од Бакингемската палата во замокот во Виндзор и токму во Виндзор беше снимен нејзиниот говор. Ова е инаку петто обраќање до нацијата на кралицата
и јас и онака се улиците празни во Лондон кога поради пандемијата, меѓутоа да бидам искрена и во мојот дел од Лондон, каде што луѓето се уште барем вежбаат или джогираат наваму натаму, немаше многу луѓе, односно никој немаше по улицата. Сите ме потсети тоа на старите добри времиња кога имаше некоја интересна серија, значи се прибраа луѓето дома да ја слушаат кралицата. Кратка беше тоа порека. Значи по 5-ти пат кралицата се обрати до нацијата. Тоа беше оптимистичка порека. Ги пофали луѓето во јавното здравство и рече дека и заврши оптимистички со стихови од една песна од Втората светска војна, We'll meet again, ќе се видиме пак, дека ќе се сретнеме повторно, дека убави времиња доаѓаа, така што тоа беше така прилично оптимистичка порека. Жанета, последно што сакам да те прашам е, според овие статистики што ги читам, Британија мери отприлike тестира отприлike исто толку граѓани на милион жители колку и Македонија. Ние сме негде околу 2600, британците околу 2800 тестови на милион жители. Таму се води една жестока полемика за што повеќе тестирање, особено кога Британија се споредува со некои од овие своји, да кажам, држави со кои што може да се носи по развојот, по воопшто здравствениот систем и така натаму, особено Германија. Каде води таа полемика? Се спремаат ли здравствените власти во Британија за рапидно зголемување на тестовите? Да, тоа е една од најголемите прашања моментално, најголемата тема за која се зборува и новоназначениот, новоизбраниот лидер на опозицијата Сер Кир Стармер, кој изјави дека ќе ја поддржува владата во најголемите чекори за справување со пандемијата, кажа дека ќе се труди да ја поддржи владата во сите чекори, меѓутоа не може да не ја критикува за тестовите. И токму тоа е прашањето за кое најмногу расправи има во Велика Британија. Министерот за здравство кој стана звезда во Велика Британија, Мат Ханкок, интересно како министрите за здравство стануваат најумилените личности во државата. Тој вети дека до крајот на април ќе се зголеми бројот на тестирања. Лидерот на опозицијата вети дека ќе ја поддржи владата во зголемувањето на бројот на тестирања и останува да се надеваме дека оваа бројка рапидно ќе се зголеми. Во право сте кога велите дека бројката ни одалеку не е толку голема колку што треба да биде. И индустриите во Велика Британија се подготвени и веќе се преориентирани во производство на тестови, а веќе и земјата увезува тестови. Веќе познато е дека битката е и да се увезат и од надвор што повеќе тестови. Така е, Жанета, благодарам. Јас го проверувам сајтот на BBC додека разговараме генералните вести. Гледам дека дури ја нема веста за новиот лидер избран на опозицијата на лабористите, Сер Кир Стармер, а што е една неверојатна состојба, бидејќи тоа во принцип би било веројатно главната вест за нацијата, а сега не се ни бележи во њуз билтените. Но тоа е тоа кога ќе те преклопи овој вид на здравствена криза, тогаш и она што може би е нормално да биде вест престанува да биде нормално. Жанета Скерлев, благодарам за ова вклучување утринава.